Ке ги изгасили најавениот дожд пожарите во државава. Во март биле регистрирани 128 пожари. Македонски шуми забележува дека бројката на шумските пожари е енормна за еден месец споредено со претходните години. Огното пожарил 2817 хектари, а 3250 метри кубни дрвја. Штетата се проценува на 53 милиони и 500 илјади денари. Во 99% од случаите причината за пожар е човечки фактор, а само 1% од гром. Пожари предизвикани од човекот може да бидат намерни, подметнати пожари и ненамерни, од невнимание при палење на страништа, палење пасишта, фрлење од пушоци, сообраќајна незгода, искра од алат, при работа, искра од електрични далеководи, приготвување скара во шума, палење логорски огањ, палење депонии. Во меѓувреме алармантна е состојбата во противпожарните единици. Со стари возила повеќе од 30 години работи Ресенската противпожарна. Има 19 пожарникари. Командирот вели дека се доволен кадар, но возилата често им се расипуваат. Сепак наоѓаат начини како да стасаат до тешките локации за да изгаснат пожар. Располагаме со 5 противпожарни возила. Значи тоа е донација ни од Дирекција за заштита и спасување джипот. Ова ни е донација Волвото ни е донација од Англија, од операција Флорион. Ова ни е исто од Англија донација. Ова е наше возило од 80-тите години. Ова донација добивме минатата година од Германија. И овие се што се ги имавме наши. Практично вашата противпожарна единица не е Ресен, функционира со претежно донирани возила и без некои голема инвестиција од страна на државата. Да. Паралелно државава има само половина од потребните професионални пожарникари, покажуваат податоците на Дирекцијата за заштита и спасување. Наместо еден пожарникар на најмногу 1500 жители, лани сме имале 747 пожарникари, односно еден на 2778 жители. Преполовени се капацитетите на Скопската противпожарна. Огнот го гаснат со застарена опрема. Додека пожарникарите наоѓаат начини како со стара опрема да гаснат оган, електронската архива за судски одлуки не покажува пресуди за кривичното дело, предизвикување шумски пожар. Ги гонат со делото, предизвикување општа опасност. Разликата е во висината на казната. За првото дело е од 1 до 10 години, за второто од 6 месеци до 5 години. Останува отворено прашањето дали предизвикувачите на пожар добиваат реална казна.